Минатата недела во Малта заврши Сигма сајмот. Сигма сајмот е нешто што се случува во европски рамки како број 1, па би рекол ајде и во светски рамки за iGaming компаниите, за блокчейн компаниите, за сите оние што се занимаваат со криптовалути и, нормално реков на почетокот, обложувалници, онлайн и така натаму. Буквално сите големи компании се тие 2 дена, лани беа 3, во Малта. Од проста причина што посебно интересно за нас во оваа епизода, оно што се случува во финансискиот сектор во блокчейн компаниите. iGaming сум зборувал во една од претходните епизоди и тоа е интересно што iGaming просторот во малтешката економија зафаќа скоро 20%. Тоа е огромна бројка. Но она што е поинтересно и поатрактивно е развојот и иднината која што е веќе околу нас во блокчейн и криптовалутите. Интересно беше посебно минатата недела и за македонците, бидејќи знаете со она откривање на фармата за рударење на криптовалути во градскиот трговски центар се предизвика многу интересни, ќе кажам, коментари. Иако сите избегаа како глувци, се надевам дека и така и веројатно нема што да очекуваме понатаму, бидејќи власта и сите учесници во тој сектор што се разоткри ќе сакаат што помалку да се зборува. Не е проблемот рударењето, не е забрането, но е забрането ако сето тоа се прави со крадење на струја. А крадењето на струја е еден од битните работи. Затоа државите кои што имаат огромни фарми за рударење на криптовалути, сето тоа го прават легално, државата вложува во струја, значи на тие фарми дава повластена стапка на струја, ефтина струја, самата држава, има такви држави во светот, инвестира во тоа. Или некоја агенција, компанија склучува посебен договор за поевтина струја, бидејќи пластично ќе ви кажам, ако треба да ископате криптовалути во вредност од 1000 евра, тогаш ќе потрошите 1500 евра за струја. Бидејќи тие ракови се многу скапи во однос на трошењето на струја. Денеска повеќе ќе зборувам за она што се случува во светот на криптовалутите и ќе ви напоменам, ќе ви акцентирам едно место кое што ја го открив неодамна, е на македонски јазик и може многу повеќе да ви помогне да го разберете сето тоа обкружување околу блокчейн и она што се случува во однос на оваа технологија. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.
Има еден македонец, се вика Даниел Гуштеров, живее во Соединетите Американски држави, млад човек, ентузијаст во ова поле, кажам ентузијаст, бидејќи самиот себе си се вложува и сака сета оваа нова технологија, се она што се случува околу блокчейн технологијата, финансискиот сектор на криптовалутите, да го представи поблиску до македонците. Секоја чест нему, бидејќи сите добри видеа во светот и проверени, кои што се и од луѓе со авторитет направени, ги преведува на македонски јазик. Секоја чест од проста причина што македонската сфера во однос на информации за криптовалутите и блокчейн системот се уште е на позиција 0%. Видете што се случи со откривањето на она фарма во градски трговски центар. Па пола луѓе нема појма што се случува. Уште и ден денеска има некои што не знаат ни што значи тоа и каква опасност е по енергетскиот систем така непријавена фарма. Човекот е милионер, станал милионер токму поради тоа што вложил во криптовалутите на времето. 6-7 години мислам дека се занимава со ова, ја има буквално разработена целата технологија и живее од тоа. Овој млад човек ќе ви направи на споредба како тоа го извел. Едноставно, пред само 5 години 2 пици чинеа 10 биткоина. Денеска 10 биткоина. Денеска, знаете ли колку вредат? 600.000 евра. Таков е развојот на криптовалутите. Таков е развојот на блокчейн системот, кој што е се повеќе и повеќе иднина. Јас ќе ви напоменам 2-3 работи од него, кои што може да ги гледате сега и паралелно со мене. Посетете ја неговата страница, на сите социјални мрежи го има, бидејќи сака буквално да ја внесе Македонија на свој грб и на своји мускули што поблиску до информациите на оваа блокчейн технологија, што е, пак ќе кажам, браво, бидејќи не е ефтино да ги преведувате добрите работи, не е ефтино да правите постојано видео кое што ќе биде добар и квалитетен извор на такви информации. А јас само ќе направам на паралела со она што се случува во односи на местово каде што живеам во Малта, на овој остров кој што се смета за блокчейн рај во светот. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Malta has a very exciting history. First, it was colonized by the Phoenicians in 700 BC. Then came the Romans in 218 BC, followed by the Byzantines, Aghlabids, the Norman Kingdom of Sicily, Order of St. John, the French, and finally Britain, which colonized the island until 1964, when Malta finally gained its independence. To grow its economy, Malta has always been innovative. In the early 2000s, it passed legislation that allowed it to host online gambling companies, which turned out to be a huge success, now accounting for 12% of Malta's gross national product. So it does make sense for Malta to welcome another new technology, crypto and blockchain. We could tell there's going to be revolutionary. And Malta, because we don't have natural resources, whatever idea, we're ready to listen and grab an opportunity and run with it. But the turning into reality, into implementation in such a short time, small countries like Malta are able to do it. We don't wait for tomorrow, we just try to do it today. Malta has leapt into the business of hosting crypto conferences. These events, largely supported by the government, attract major crowds. The recent blockchain summit drew almost 4,000 people, a number close to 1% of the total population of the country. What we really love about Malta is it provides a balanced and robust regulatory framework. The second group that's very important are the regulators, because they need to enforce and implement those laws and regulations. In November 2018, Malta became the first country in the world to introduce 360-degree crypto regulation,
for engineers, by engineers. Other laws protect investors by regulating crypto service operators, exchanges, and ICOs. Crypto advocates welcome this, although some point out the irony of a government supporting a currency that is designed to be independent of all governments. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Сега, има многу интересни работи што се случуваат на островот, а што сакам да ви ги пренесам. Прво, не постои во Малта, скоро и да не постои, млад човек што не инвестира во криптовалути. Второ, тоа е поради сето она што е озаконето, веќе во Малта можете одамна да купувате со криптовалути, можете да купите часовник, можете злато, можете накид, можете нуркање, ако сакате да уплатите час по нуркање, да направите некој курс додека сте во Малта, бидејќи Малта е позната по тоа, да платите со криптовалути. Може да купите и автомобил, може да разменувате, може буквално да отворите и агенција која што ќе се занимава со блокчейн системот. Тоа е дозволено. И Малта е првата
и единствена држава во светот, во Европска унија сигурно е првата, која што го закони овој дел од финансискиот простор и функционира. Мислам дека сето тоа е со дозвола на Европска унија, поради тоа што и Малта е една мала, се прави еден експеримент, може лесно да се оспособи повторно ако се случи некој крах, бидејќи замислете каков крах би било со блокчейн технологијата да колабира некоја огромна, голема држава по светската економија. Но тоа е само провизорно или некако како проекција, не верувам дека тоа ќе се случува во следниот период. Напротив, развојот на овој дел од финансискиот сектор оди рапидно брзо и се развива во многу пори. Бидејќи јас како фриленсер работам и за некои други компании, она што ми беше интригантно и што на почеток ме збуни, а подоцна само ми остави еден простор да размислувам повеќе и да истражувам на оваа тема, едно плаќање кое што го правев преку една друга платформа, вика, сакате ли парите да ви ги исплатиме во евра, во долари или во криптовалути, и нема никаков проблем. Си отварате новченик, ви го исплаќа тоа преку криптовалути и тоа е се. Втора работа. Прочитав една вест дека Степлс центарот во Лос Анџелес, кој што е салата на Лос Анџелес Лейкерси, ќе го менува името во crypto.com. Тоа е една платформа, берза ќе кажам за ова блокчейн технологија, за криптовалути. Замислете, таа сала ќе го менува името, тоа е значи влажување и текако големо. Друга работа која што слушнав пред некој ден е дека градоначалникот на Њујорк, уште не ми е потврдено, само ја слушнав како информација, и градоначалникот на Мајами, ова е 100% потврдено, платата сакал да ја зема во криптовалути, комплетно целата. Е сега, вие размислете каде сме ние во сето тоа, и посебно на што ви го кажав, ако пред 5 години со биткоинот се гледаше како на нешто ново, со недоверба, денеска вртоглаво скокаат сумите и луѓето се повеќе и повеќе инвестираат, а јас ова ви го кажувам и од лично искуство во Малта, каде што живеам, каде што овој сектор е комплетно развиен и каде што младите, пак ќе напоменам, младите буквално го разбираат и го прифаќаат тој предизвик да бидат што побрзо и што поблиску до иднината која што следува. Има работи кои што многу може да се збори за ова, нормално дека мора да бидете и предпазливи, бидејќи има и многу фейк аналитичари, има многу фейк советници, но затоа постојат легални, авторитативни и проверени платформи, берзи и криптовалути. Илјадници криптовалути ги има. Но оние први 10 на 15 сигурно дека ниту ќе пропаднат, а ниту пак треба некако со сомнеш да гледаме кон нив. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Дали знаете дека Малта е најбрзо растечката економија во Европа и една од најбрзо растечките економии во светот. Нормално сето тоа короната малце го забави, но овие бројки се факти и тие може да се проверат. Именно тоа го видовте и во оној дел од документарецот кој што Даниел Гуштиров го преведе за комплетно едуцирање и информирање на македонците во овој сектор. Значи, тоа е непобитен факт, а едно од работите кои што се заслужни за ова
е отварањето на државата комплетно во канализирање преку закони и преку систем на блокчейн технологијата и криптовалутите. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Тука е и крајот на денешното издание. И денешното издание кое мислам дека би требало да ве заинтригира. Не само да одеднаш да помислите дека сега ќе купам криптовалути, ќе станам милионер, како Даниел Гуштеров. Човекот 6 години се занимава со тоа, истражува комплетно се, буквално секое дупче во неговите анализи може да ги проверите и да видите, да се уверите дека е токму така како што го кажува и едноставно да бидете практично информирани. Може би да вложите во некоја криптовалута од оние кои што сметате дека може да се развијат, но не очекувате дека ќе станете милионери преку ноќ. Сепак, ова е технологија што допрва доаѓа и ако веќе се одлучите да вложите, тоа што да направите го со некои пари што, како што вели самиот Гуштеров, не ви се планирани за во следните година, 2-3 да ви се неопходни. Не, тргнете ги настрана, бидејќи се развива со голема брзина сиот овој сектор, а за 10 до 15 години сигурно дека светот ќе биде променет во однос на ова што го збориме. Имате многу платформи, например Coinbase, Binance, Crypto.com ја кажав, кои што се проверени, кои што сиот свет тргува. Имате многу можности за волети, за новчаници, кои што може да ги држите вашите криптовалути, па земете си, ставете си 10 евра во криптовалути, чисто да бидете во тек, да се информирате, да видите како функционира овој систем, бидејќи наскоро, многу брзо ќе дојде денот каде што сите работи ќе се променат. Не може ни толку многу банкарскиот систем, естаблишментот во светот да опонира негативно кон криптовалутите и кон блокчейн технологијата. Од тие причини Малта влезе во тој систем да биде поблиску. Веројатно сака естаблишментот повторно да стави рака и врз овој дел за да може да го контролира, но како и да е, дали ќе биде контролиран или не контролиран, или ќе остане вака, нема да може да умре. Не да е Боже да умре целиот овој систем, тоа ќе се случи комплетен колапс на цела планета. Значи, не гледајте со недоверба кон овие работи, истражувајте, можете да бидете информирани на многу места, да проверите што е фейк, што не е, каде, доколку треба да се опуштите и да влезете во една своја активност, но како и да е, не смеете да бидете човек кој што ќе каже, не ме интересира тоа, нема шанси. Не. Светот многу брзо се менува. А ковид протоколите и изминативе 2 години ви го покажа тоа и на лице место во вашите животи и во вашиот дом. Да не ги повторуваме сите работи кои што од корен се променија. Останете уште малку да видиме што беше аут и ин во изминативе 7 дена на островот. А се гледаме наредната епизода од едно интересно место, едно атрактивно место, па ќе направам и таму паралелно да видам како таа блокчейн технологија и криптовалути се движат и таму. Ќе излезам надвор од Малта. Паралелата ме интересира, бидејќи станува збор за уште една медитеранска земја. Run in the
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.